Самата основа и самата потреба на луѓето кои што го оформивме Театар Пи беше да се прошират по некаков начин границите на тоа што значи театар кај нас. Всушност да не се разбира само во една институционална форма, да излезе од неа, да зафати некои поалтернативни пространства. Зборот инклузија многу често се користи во Македонија, па и на Балканот, колку што можев да приметам, и се работи како целодоста на тоа поле, но не сум сигурен дека кај нас баш во пракса е доволно искористено и доволно се прави некаков импакт во уметничкиот дел, каде што луѓето со посебни потреби најразлични имаат простор да се изразат и уметноста, театарот да се искористи како некаков вид на арт терапија, затоа што многу од тие луѓе имаат скриени таленти. Имаме околу 40 на членови кои што некои се ученици до 18 години, некои се и постари. Повеќето од лицата со попреченост се всушност над 18 години, доке 40 на години, и се поголемиот дел се од Порака, центарот, дневниот центар Порака од Скопје. Здраво на сите, јас сум Дина Рамо, дел сум од Театар Пи 13 години и свирам на бумја. Од рана возраст свирам, од мали години свирам и еве сега сум дел од Театар Пи, се гордам со тоа што сум среќен што сум дел од овој ансамбл, од овој театар. Театар Пи сум многу среќна што ми дојде многу ненадено во животот, ама ме научи на тоа дека сите разлики се многу важни за да ние како луѓе сите се разликуваме. Многу е важно да соработуваме меѓу себе, затоа што без разлика какви да сме, од секого може да се научи. Јас сум една од постарите во години, ама од помладите многу се учи, исто така и од лицата со интелектуална попреченост со кои што работам. Мислам дека успехот е во тоа што општеството станува сведок на нешто што дури го нема несретното ни на улица, нема разговарано со лица со попреченост, тоа е некаква форма која што се гледа некаде на телевизија и дека постојат луѓе со попреченост. Се не можам да кажам дека луѓето ги избегнуваат тие луѓе со попреченост, но можам да кажам дека немаат реална слика за тие луѓе што се можат да направат и како што еден пријател се изрази кои супер моќи ги имаат. Молчи, јас летам е всушност проект, што многу често тоа ни се случува, е идеја од изминат проект и многу често се раѓаат темите од самите учесници, тоа самите деца, самите лица со попреченост, како некој отслик на убавините и кои што тие ги носат во себе си, се околу нив врие и многу гласни работи, така да ако може светот да е поттил.